кратки најави за денешниот дневник. 40 на нови случаи на грип неделно во Охрид. Продолжуваат реконструктивните зафати во рамки на гимназијата Свети Климент Охридски. Налепници НМК на таблиците на возилата задолжително од 12 февруари. Поранешен службеник на ЦИА осуден на 40 години затвор поради оддавање доверливи податоци на Wikileaks. Со содржините во дневникот започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 8 степени Целзиусови. Утре во Европа доминација на поле на висок воздушен притисок кој што во најголем дел од континентот ќе услови претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Во северните предели и источноевропската низина ќе има врнежи од дожд и снег кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Локално ќе превладува умерено облачно време, максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 13 степени. Во Македонија во сабота не очекува постудено утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -8 до -1 степен и ќе условат појава на умерен мраз. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени. Во Охрид во сабота постуденото утро со температура од -4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Во Охрид во недела и понеделник постуденото утро со температура од -2, односно -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со дневна температура до 10, односно до 11 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за месец февруари. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 14 на нови случаи на грип неделно во Охрид. Од декември до денес циркулира вирусот AH1N1. Заболените се со класична клиничка слика на грип. Апелот на епидемиолозите е редовна вакцинација против сезонски грип. Неделно во Охрид се евидентираат по 40 нови случаи на грип. Од Центарот за јавно здравје велат ова е нереална бројка. Голем дел од заболените се лекуваат дома, не бараат лекарска помош. Заболените имаат класична клиничка слика: висока температура, болки во грло и тело, малаксеност, стомачни тегоби и респираторни потешкотии. Од декември до денес циркулира вирусот на инфлуенца тип AH1N1, а само кај еден случај е идентификуван и COVID-19. Во овој период најпогодена беше возраста од 15 до 40 години. Тоа се пак потенцирам лица кои што не се вакцинирани, не се имунизираат, смета дека се здрави, дека има доволен имунитет, меѓутоа вакцинацијата дават добра заштита. Ова е вакцина која што ние имаме искуство од долги години се аплицираат и сите оние кои што се и хронични болни да се, кои што се вакцинираат, секако дека ќе имаат полесна клиничка слика отколку оние кои што не се вакцинирани. Не, во нашиот регион немавме така тешки случаи, нити пак имавме смртен случај, ни еден сме немале смртен случај. Интерес за вакцинација против сезонски грип покажуваат само хронично болните и постарите лица. Иако вакцината е безбедна и препорачена и од Светската здравствена организација за бремените жени, тие воопшто не се вакцинираат. Многу мал е процентот на лица кои што се вакцинираат од страна на здравствениот персонал, младите лица и оние и бремени. Бремена ни една жена не се вакцинира без разлика што Светска здравствена организација препорачува вакцинација против сезонски грип да се дава и на бремените жени.
Вакцинирани се 2602 лица со преку мој термин со бесплатната вакцина и комерцијално се вакцинирани 50 лица. Тоа се лица кои што не ги исполнили условите за да можат да добијат бесплатна вакцинација. Епидемиолозите препорачуваат да се вакцинираат сите граѓани во периодот од октомври до ноември, да се конзумира здрава храна, повеќе течности, физичка активност и прошетки на чист воздух. Продолжуваат реконструктивните зафати во рамки на гимназијата Свети Климент Охридски. Градоначалникот Кирил Пецаков заедно со своите соработници од секторот за образование при општина Охрид денеска беше на увид на градежните активности за подобрување на условите на Охридската гимназија. Во полнек се градежните активности за поставување на првата фаза од проектот за електрика во Охридската гимназија. Во оваа фаза се работи каблирањето, проект во вкупна вредност од околу 3.400.000 денари. По завршување на оваа фаза следи објава на нов тендер за комплетно довршување на електричната инсталација со сите потребни фази, зашто веќе е изработен проект и се обезбедени средства во буџетот на општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. Прво изработен е комплетен проект за реконструкција на гимназиската зграда со сите фази – архитектура, статика, електрика, водовод, машинство и се очекува деновиве да биде аплициран до Министерството за транспорт и врски со цел добивање на соодветно одобрение. Во рамки на овој проект предвидено е реконструкција на кровот, внатрешна санација на зидовите заедно со изолација, промена на столаријата и реконструкција на подовите, потенцира градоначалникот. Во гимназијата досега се реализирани следните активности: комплетна реконструкција на тоалетите, набавка и поставување на систем за громобранска заштита, уредени се нови кабинети и простории во поткровието, набавени се нови клупи и столчиња, завршено е со поставување на новата ограда околу објектот. Пристапивме кон градежни зафати, народски речено под земја, со цел гимназијата да добие нова водоводна мрежа и приклучок, нова канализациона и атмосферска мрежа и на објектот на гимназијата и на спортската сала, дренажа, се со цел влагата да биде изолирана и да не го нагризува објектот во темелите. Завршено е поставувањето на новите кабли за електрична енергија, а во моментов се работи на нивелирање на теренот, информира Пецаков. По завршување на фазата нивелирање следува активност за поставување на бетонските постаменти за канделабрите, оформување на мултифункционалното игралиште, поставување на патеката за трчање околу објектот на гимназијата, изградба на училниците на отворено, поплочување и уредување на просторот, секако сето тоа во зависност од временските услови, вели градоначалникот Пецаков. По однос на тендерските постапки за спроведување на овие активности, Пецаков истакна: прво, во гимназијата се работи на многу проекти, секој со различна динамика и време на траење, и затоа не може буквално да се каже дека со нешто се доцни или заостанува. Веројатно секогаш може да се работи побрзо и поефикасно, но не секогаш тоа зависи од нас лично. Проектите се изработени од овластени архитектонски фирми со лиценци и цените кои тие ги предвидуваат се пазарни. Објавените тендери се без скриени елиминаторни услови, така што на нив секој може да се пријави. Ниту јас како градоначалник, ниту раководниот тим на училиштето има било каква улога во тие процеси. Надзорот на градежните работи го врши овластена фирма за надзор на објекти со А лиценца. Пецаков уверува дека до крајот на неговиот мандат училиштето ќе биде со комплетно нов лик, ново убаво уредено катче во општина Охрид, гордост за секого. Серијата книжевни гостувања "Добри гости" продолжува во Охрид, како преднастан во рамки на традиционалната културна манифестација Прличеви беседи 2024. Издавачката куќа ПНВ Публикација од Скопје во соработка со Скопскиот поетски фестивал и Култура Бета утре 3 февруари во Охрид ќе го реализира 6-то издание на проектот Добри гости, преку кој иницира серија книжевни гостувања на автори од Скопје во внатрешноста на земјава, на заеднички читања со локални автори, а во соработка со локални чинители. Настанот ќе се одржи во кафе бар Шила со почеток од 18 часот како преднастан и во рамки на традиционалната културна манифестација Прличеви беседи 2024 со поддршка на општина Охрид. Серијата Добри гости се состои од читање поезија и проза, емитување поетски и други краткометражни филмови поврзани со литературата, разговори со автори, со издавачи, разни трибини, книжевни промоции, работилници и слично.
Трет отворен рапид шаховски турнир Езерски бисер Охрид 2024 година. Во недела на 4 февруари со почеток од 9 часот и 30 минути во организација на шаховската школа Ласкер Охрид во нашиот град ќе се одржи третиот традиционален отворен рапид шаховски турнир Езерски бисер Охрид 2024. Турнирот ќе се одржи во спортската сала на основното училиште Братство и единство наспроти Карџамија. На турнирот ќе важат правилата на Интернационалната шаховска федерација за забрзан шах и истиот ќе се ретингува. Покровител на турнирот е општина Охрид. Налепници НМК на таблиците на возилата задолжително од 12 февруари. Истите ќе се продаваат во станиците за технички преглед, информираат од Министерството за внатрешни работи. Собствениците на возила заклучно со 12 февруари годинава мора да извршат промена на ознаката МК на регистарските таблички со новата ознака НМК. Налепниците со новата ознака НМК ќе чинат најмногу 50 денари, а ќе можат да се набават во станиците за технички преглед. Од Министерството за внатрешни работи појаснуваат дека согласно рамковната спогодба за набавка на регистарски таблици, склучен бил договор за нарачка со избраниот економски оператор, за што течат законските рокови за испорака на налепниците. Согласно решението за изменување и дополнување на решението за цените на образците што ги издава Министерството за внатрешни работи, објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, број 2 од 3.1.2024 година, цените на налепниците ќе се движат од 30 до 50 денари, наведуваат од Министерството за внатрешни работи. Според претходните најави од МВР, тие ќе бидат доставени до станиците за технички прегледи, каде што граѓаните ќе може да си ги купат. Обврската за користење на кодот НМК на регистарските таблички е согласно преспанскиот договор. СВР Охрид информира дека вчера на 1 февруари во 19 часот и 20 минути на улицата Димитар Влахов во Охрид лишен е од слобода СД 57 годишен од Охрид. Тој се сомнечи дека претходно во просториите на итната медицинска помош во Охрид физички нападнал еден вработен во здравствениот дом. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира потпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Поведена постапка против 6 лица за злоупотреба на лични податоци. Основното јавно обвинителство Кавадарци до надлежен суд поднело барање за поведување подготвителна постапка против 6 деца во судир со законот за кој постои сомнение дека сториле продолжено кривично дело кое е санкционирано како злоупотреба на лични податоци. Малолетниците, сите ученици во 9-то одделение во основно училиште, како соизвршители неовластено превзеле приватни фотографии од нивни соученички, ги монтирале и меѓусебно ги споделувале со врсници, со цел да ги навредат и исмејуваат и да нанесат штета на угледот на оштетените. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Мал авион се урнал во Камп Парк на Флорида, неколку лица загинале. Според медиумите станува збор за помал авион, но се уште не се знае колку патници имало во него, ниту од каде полетел или која била крајната дестинација. Несреќата се случила синоќа, а се претпоставува дека загинале сите патници од авионот, како и во камп приколката врз која паднал авионот. Прво се запалила една куќарка, а потоа огнот зафатил уште 3. Несреќата се случила веднаш откако пилотот на авионот испратил повик за помош до контролата на летање на блискиот аеродром, пријавувајќи дефект на моторот. Шефот на противпожарната служба на округот Клирвотер во Флорида изјавил дека има повеќе жртви во авионот и во камп Куките, но дека точниот број засега не е познат и дека засилено работат за да се осигураат дека нема повеќе штети и повредени. Поранешен службеник на ЦИА е осуден на 40 години затвор поради оддавање голем број доверливи податоци кои ги доставил на платформата Wikileaks. Джошуа Шулте е осуден по повеќе обвиненија: шпионажа, компјутерско хакирање, непочитување на судот, давање лажни изјави пред FBI и поседување фотографии за сексуална злоупотреба на деца. Обвинителите навеле дека ова протекување на информации е едно од најдрските во историјата на Америка. 35 годишниот Шулте во 2017 година на Wikileaks му дал 8761 документ, што е најголемото нарушување на податоците во историјата на ЦИА, соопштило Американското министерство за правда.
Обвинителите изјавиле дека мотивот на Шулте бил од гнев поради кавга на работното место и сакал да ги казни оние за кои сметал дека биле неправедни кон него. Тој е во затвор од 2018 година. Расте бројот на жртви во силната експлозија на гас во Најроби, главниот град на Кенија. Спасителите досега пронашле 3 безживотни тела, меѓу кои и едно дете, а повредени се повеќе од 300 лица. Од Црвениот крст на Кенија соопштиле дека во болница се пренесени 271 лице, а на самото место лекарска помош им била дадена уште на 27 лица. BBC, според официјални владени извори, пренесува дека експлодирал камион кој превезувал плински боци. Портпаролот на владата соопштил дека според очевидци летечка боца со газ паднала во магазин со облека и текстил и го запалил, пошто огнот брзо се проширил и оштетени биле повеќе стамбени објекти, продавници и автомобили. Причината за пожарот се уште се утврдува. Индиската полиција после 8 месеци притвор го ослободи осомничениот кинески гулаб шпион и го пушти на слобода во дивина. Проблемите на гулабот започнале минатиот мај кога бил фатен во близина на пристаништето во Мумбај со 2 прстени врзани на нозете, носејки порака која наводно изгледала како да е напишана на кинески јазик, објавија локалните медиуми, пренесува Guardian. Полицијата се сомневала дека гулабот е вклучен во шпиунажа и го испратила на ветеринар, каде се утврдило дека станува збор за тајвански гулаб за трки над морето, кој избегал и одлетал дури до Индија. Иако делува бизарно, ова не е прв пат вакво нешто да се случи во Индија. Например, во 2020 година полицијата во индискиот дел на Кашмир уапсила гулаб кој е прелетал границата под контрола на индиската и пакистанската војска. На крајот се покажало дека собственикот на гулабот е пакистански рибар, а не шпион. Но во 2016 година уапсениот гулаб навистина представувал закана, бидејќи на неговата нога била пронајдена порака со закани кон индискиот премиер Нарендра Моди. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!